Започна реконструкцијата на ученичкиот дом во село Блатец ќе се одвива во две фази. Во првата фаза е предвидена промена на столарија, а во втората фаза е предвидена нова фасада за интернатска зграда, а воедно и на градинката во село Блатец. Овој објект е изграден 1951 година и само еднаш е реновирана, тоест кровната конструкција. Што се однесува до средствата се обезбедени од страна на UNDP, каде што општина Виница аплицираше во висина од 33.000 евра. Дополнителни средства доколку се потребни, општина Виница ќе обезбеди од буџетот на општината. Моментно со редовна настава во ученичкиот дом има 7 ученици, од кои се и деца со посебни потреби. Најголемата бројка на ученици кои учеле во интернатот достигнувала и до 30 во претходните години, но условите не се пријатни и е потребна реконструкција на целиот објект. По реновирањето што се планира, вработените се надеваат дека ќе се зголеми бројот на учениците во домот. Од 1 до 9 во редовната настава, исто така и во наставата за деца со посебни образовни потреби. Во Источна Македонија е еден и единствен ученички дом, каде што се сместени може да престуваат и деца со посебни потреби, а исто така и деца од редовната настава или деца од социјално загрозени случаи. Тие заминуваат во Штип, во средното училиште Искра, каде што се сместени исто така од понеделник до петок, можат да се одат дома кај своите родители, но можат и целиот месец да престојуваат во ученичкиот дом. Досега во овој ученички дом имаат поминато над 100 ученици од редовна настава, како и ученици со посебни потреби и ученици кои потекнуваат од семејства во социјален ризик. Освен од Блатец, тука престојуваат ученици од Пехчево, Пеклани, Виница, Градец, Нивичани и од други села во Источна Македонија.